Првата станица, чешмата. Дали луѓето одамна се мијат? Ретко во кој град денеска нема водовод. Секој од нас троши дневно до 12 кофи вода. А во старо време, во 15 и 16 век, еден жител од град, каков што е, например, Париз, трошел дневно само по една кофа. Сега процените дали тој можел често да се мие и дали трошел многу вода за перење и чистење. Не е ни чудно што се трошело малку вода. Тогаш немало водоводи. Понекаде на пазарите имало бунари и водата морала да се носи во кофи, како што денеска се носи по малите населби. Во бунарите често се наоѓале псовисани мачки и глувци. Во старо време на луѓето не им недостигала само вода, туку и чистотија. Дури од неодамна луѓето почнале секојдневно да се мијат. Пред 300 години дури и кралевите сметале дека секојдневното миење не е нужно. Во раскошната соба за спиење на францускиот крал ќе најдете огромен кревет. Толку голем што не можел да се намести без особена направа постелен стап. Ке најдете раскошен балдахин на 4 позлатени столба сличен на мала црква. Ке најдете таму и прекрасни килими, венецијански огледала и часовници, што ги изработиле најдобрите мајстори, но колку и да барате, вие нема да најдете мијалник. Секое утро на кралот му носеле влажна крпа со која тој го бришал лицето и рацете и сите сметале дека тоа е сосема достатно. Кај нас луѓето биле почисти. Тугинците што доаѓале во Москва ги зачудувало тоа што русите често оделе на бања. Доктор Колинс тогаш пишувал: бањите овде многу се употребуваат и носат голема печалба, затоа што верата ги обврзува русите да одат на бања. Кога печките се загреат, обично се потураат со ладна вода. Некои излегуваат од бања, се тркалаат голи по снегот и пак се враќаат. Но да се вратиме во Париз. Долните алишта и парижаницот ги менувал ретко. Еднаш во месецот, па дури и еднаш во 2 месеца. Тогаш луѓето не мислеле на тоа кошулата да биде чиста, туку на тоа тантелите на ракавите да бидат што поскапи и однапред што поубаво извезени. Преку ноќ тие ја соблекувале кошулата заедно со сите алишта и спиеле голи. Дури пред 200 години почнале почесто да ги менуваат долните алишта. Шамичето исто така се појавило неодамна. Тоа има вкупно 200 до 300 години. Од првин со шамиче се служеле мошне мал број луѓе. Меѓу најславните и највидните луѓе имало многу такви што шамичето го сметале како ненужен луксус. Раскошните балдахини над постелнините се правеле не толку поради убавината, колку за да се одбранат луѓето од инсектите што паѓале од таван. По старите дворови, зачувани до денеска, чадори за заштита од тафтабити, што ги имало многу дури и по дворците. Но балдахините малку помагале. По наборите на тафтабитите се наместувале уште поудобно. Канализација немало. Во Париз помијата се фрлале низ прозорец. Право на улица. Валканата вода се слевала во браздата што била прокопана насред улица. Смрдежот од каналите толку бил страшен што минувачите настојувале да одат покрај куќи. Валкана била и нашата Москва. Кога во 1867 година во Москва се поставувале гасните цевки, под земјата се пронајдени остатоци од дрвените мостови од 15 и 16 век. Над најстарите калдрами се напластила кал, дебела колку еден лакот, потоа пак друг пласт од калдрама, малку помлад, а над него пак пласт од кал. Затоа не е ни чудно што луѓето во старо време се разболувале многу повеќе отколку сега. Тогаш уште никој не знаел дека таму каде што има кал, има и зараза. Имало случаи цели градови да изумрат од страшни болести, чума, големи сипаници. Од 10 на деца, 10-та година ја доживувале само 5. На секој агол се собирале купови питачи, оградени од сипаници и од чума.
Што ни помогна да станеме поздрави и појаки? Чешмата, парчето сапун и чистата кошула. Зошто се миеме со вода? Зошто водата ја пере нечистотијата? Можеби таа ја носи со себе како што реката ги носи фрлените деланки. Ајде, проверете. Држете ги малку валканите раце под чешма. Ке станат ли тие почисти? Јас мислам не, зашто така никој не се мие. Кога се миеме, ние секогаш ја триеме едната рака со другата. А зошто? За да ја измиеме, за да ја истружиме нечистотијата. Исто така и со алиштата. Перачките не ги ставаат едноставно алиштата во вода, туку ги перат, ги тријат со раце, па дури и со четки. За да се перат алишта, значи да се вади од нив нечистотијата, како што се бришеме со гума, она што е напишано на хартија. Сапунот и сапуницата. Овдека заборавивме дека предмет без кој никогаш не се пере. Кој е тој предмет? Сапунот. Кога би переле алишта и кога би се миеле без сапун, секогаш би биле валкани. Сапунот, тој е најголемиот непријател на нечистотијата. Да ги земеме, например, сагите, што особено тешко се перат. Сагите, тоа се ситни делчиња од јаглен со остри нерамни краишта. Падна ли такво парче од јаглен во кожните пори, ќе се закачи и оттаму веќе не можеш да го исчепкаш. Но, ако земете сапун и добро ги насапуните раците, сапунот ќе се нафрли на сагите, ќе ги извади и истера од сите пори и набори. Како го работи тоа? Ајде да размислиме. Кој сапун подобро пере? Оној што повеќе пени или оној што воопшто не пени? Оној што повеќе пени, значи тоа се должи на сапуницата. А што е сапуница? Погледајте ја. Таа се состои од мали сапунски меурчиња, мали воздушни балончиња чија облога е од вода. И ете, токму тие меурчиња ги фаќаат и ги однесуваат сагите. Парчињата од саги се лепат за сапунските меурчиња, а сапуницата не е тешко да се измие. Исто така се работи и по фабриките, каде што рудата се пере од ненужните примеси од каменот. И рудата и каменот пропаѓаат во вода, но не пропаѓаат во пената кога ќе се иситнат. Меурчињата од пена имаат поголема сила. Тие ги издигаат на површина, а тука настанува одбирање. Парчињата од примесите не можат долго да се задржат на површината, туку паѓаат на дното од апаратот, додека парчињата од руда остануваат на површината и на крајот во апаратот се создава кора од руда што лесно се вади. Значи, сапунските меурчиња не служат само за забава. Човекот е итар, тој ги натерал нив да работат за него. А зошто пиеме вода? Еве уште едно просто прашање. Толку е просто што изгледа дека не треба ни да се постави. А ако прашаш, ќе излезе дека од 10 луѓе само еден знае зошто пие вода. Ќе кажете, пиеме вода затоа што сме жедни. А зошто сме жедни? Затоа што без вода не би можеле да живееме. А не би можеле да живееме затоа што вода постојано трошиме и нужно ни е да ја надоместиме резервата. Ухнете на студено стакло. Стаклото ќе се испоти, покривајќи се со капки вода. И од каде е таа вода? Од нашето тело. Или, да речеме, се испотивте од горештината. Од каде доаѓа таа пот? Пак од таму, од телото. А ако водата се троши, се губи, нужно е од време на време да се создава резерва. За 24 часа човекот изгубува полни 12 чаши вода. Колку му е тогаш нужно да испие или да излезе вода? Па зар водата се јаде? Па во тоа и е работата. Не се јаде. Но во месото, во овошјето, во лебот, во секоја храна има многу повеќе вода отколку нешто друго. Во месото има 3 пати повеќе вода отколку цврста материја. А краставицата речиси сета е од вода. Па дури и во нас самите речиси исто толку има вода колку и во зелената краставица.
Ако сте тешки 40 килограми, тогаш во вас има 35 килограми вода, а само 5 килограми цврста материја. Телото на возрасен човек содржи помалку вода отколку 3/4 од тежината. Ке запрашате, зошто луѓето не се разлијат по поводот како пифтија? Целата работа е во тоа што не толку важно е од што е некој предмет направен, туку како е направен. Ако проучиме под микроскоп едно парче месо или краставица, ќе видиме маса клетки, полни со сок, но сокот не истечува од клетките зашто тие се од сите страни затворени. Ете во што е тајната. Значи, водата е главна материја од која се состои нашето тело, па затоа не е никакво чудо што човекот долго може да издржи без јадење, а без вода ни неколку дена. Може ли водата да крене куќа во воздух? На прв поглед водата изгледа мирна материја. Се случува меѓутоа и таа да експлодира како барут. Каков барут? Водата е 20 пати поопасна од барутот, ако со неа не умее да се ракува. Се случи еднаш водата да крене во воздух, цела куќа од 5 ката и отепа 23 луѓе. Тоа се случи во Америка пред 40 години. Како можело ова да се случи? Работата е во тоа што таа куќа била фабрика. На најнискиот кат во една голема печка бил взидан огромен парен котел. Во него можело да собере толку вода колку во еден голем рибник. Кога ќе се запалела печката, водата во котелот вриела, а парејата одела низ цевки во парната машина. Еднаш на машинистот му се придремало и тој не турил вода на време. Во котелот имало мошне малку вода, а печката горела. Од тоа се вжештеле ѕидовите на котелот, а машинистот, не водејќи сметка за тоа, пуштил вода во вжештениот котел. Вие веќе знаете што се случува кога на вжештено железо се тура вода. Таа одеднаш се претвора во пареа. Тоа настанало и овдека. Сета вода се претворила во пареа, а во котелот се собрало премногу пареа и тој не издржал и пукнал. Имало уште и положи случај. Во Германија еднаш експлодирале одеднаш 22 котла. Сите куќи во околината биле разурнати. Парчиња од котлите летале на далечина од половина километар од местото на експлозијата. Ете каква страшна работа е водната пареа. Во вашата куќа секој ден експлодираат неколку илјади парни котли. Само не големи, туку мали. Кога во печката пукаат дрвата, значи дека во нив настанува експлозија. Наполно суви дрва нема. Во дрвата секогаш има малку вода. Од силниот оган, водата се претвора во пареа и со пукање ги раскинува дрвените влакна. Цврста вода. Цврстата вода, мразот, понекогаш исто така експлодира. Парејата крева во воздух куки, а мразот урива цели ридови. На есен во пукнатините во карпите влегува вода. Во зима таа замрзнува, се претвора во мраз. Но мразот зазема поголема зафатнина од водата. Навистина не многу поголема, се на се за 1/10. Под притисокот од мразот, што се шири на сите страни, пука и најцврст камен. Поради истата појава пукаат и водоводните цевки. За да не настане тоа, нужно е зиме тие да се затоплуваат, да се завиткуваат со нешто, например со коноп. Зошто поподот не се лизга? Кога запрашав едно дете зошто не може да се лизга поподот, тоа одговори: затоа што е мразот лизгав и мошне цврст, а подот не е толку цврст и лизгав. Но има и подови од камен, тие се лизгави и цврсти, но сепак по камениот под не може да се лизга. Кога се лизгаме по мразот, под притисокот на лизгалките кој се топи, и меѓу лизгалците и мразот се создава пласт од вода. Да не е тој пласт, лизгањето по мразот би било исто така тешко како и по подот. Водата е овде машинско масло и таа го намалува триењето меѓу лизгалките и мразот.
Движењето на ледниците во планините станува на ист начин. Долните пластови под тежината на мразот се топат и реката од мраз се лизга по страната од планината како вашите лизгалки по лизгалиштето. Има ли непродзирна вода и продзирно железо? Секој ќе каже дека е водата продзирна. Всушност, продзирен е само еден танок пласт од водата. На дното на океанот е ноќ, зашто сончевите зраци не можат да продрат низ целата вода. Но не само водата, туку и сите материи во танок пласт се продзирни, а во дебел пласт непродзирни. Земете, на пример, едно парче бело и продзирно стакло и погледете го одстрана. Стаклото нема да ви изгледа ни бело, ни продзирно. Неодамна еден научник направил железна плочка, дебела 1000 дел од милиметар. Таа е продзирна како стакло и речиси безбојна. Ако таква плоча се стави на страница од книга, без напор ќе може да се чита и најситното писмо. Такви продзирни плочи научниците прават и од злато, а и од други метали.